Marijan, dojdi kaj mamičke sine, dojdi, brzo, dojdi. Bravo, dojdi. Ajde, opa, dojdi. Taka, dojdi. Pobrzo, bravo. Ela mamička, da mi te zelo malo. Se vikam Jovanović Marija, momentalno se nalazimo u majčin dom u Skopje, su moj sin Marijan. Rodena sam u selu Biljača, Srbija. Majka mi umre ko jaz, ko ga ušte imav 6 nedeli. Za tatko mi ne sam znajela do 18 godini. Međutova, kako dete bez roditelji, me prihvataja jedni podalešните rodnini i kaj nisam bila do 10 godini. Međutova, kako bebence, koja trebaše da odam, во тоа доба јас не сум можела. Сум прележала дечка парализа. Роднините видеа дека не можам да одам и покушаа да ме носат по рехабилитации, по центри. Така ме однесоа у болница. Прва болница ме беше во Белград, на Ваница. Понатака сум била во Охрид, во Битола, во Сомбор. Кога имах 22 години, отидов во Бања Банско Струмица со намера да изучам школо, истовремено да се рехабилитирам. Ми беше многу тешко од почетокот како возрастна, на 22 години да почнам од линии тамо, коцкици да цртам и тие работи. Ми беше вистина тешко. Во мене имаше само една голема желба. Да изучам нешто, да бидам свој човек. За неполни 6 години јас сум завршила осмолетка. Кога завршив осмолетка, сакав да станам и дактилограф. Ствари, кај мене се појавило една исто голема желба така да бидам дактилограф, зашто тоа сум и можела уствари. Кога завршив,
u stvari osmolетка, тога од собранието кај што работам сега, дојдеа да ме посетат со преседатели, со секретари, сите тамо што се на работа, дојдеа да ме посетат и ми рекоа дека ти само заврши и ќе бидеш примена на работа. Јас уште тогаш сум имала уште поголема волја за учење и сум завршила многу брзо се тоа и денеска сум примена на работа, веќе 1 година како работам. Сите тие планови ми беа у предвид како ќе работам и сум примена и сето тоа во ред, но меѓутоа се појави на моето детенце татко. Се сакавме двајцата, си планиравме дека ќе живееме заедно. Иако јас бев доста напредна со школа и се, он уште не, имаше уште да учи, али мене тоа не ми сметаше тогај. И се засакавме и така јас останав бремена. Тоа сите работи се случува во Банско, останав времена и морав да го напуштам домот за рехабилитација, ствари заводот за рехабилитација и заминав во Ресин. Кога веќе сум не сум можела дома да бидам као таква, при татко ми, при браќата, при сестрите, не сум била свесна дали ќе ме прифатат они мене таква или не. И сум решила едноставно не да избегам, него едноставно да се склонам од таму. И сум отишла у Белград, уствари сум отишла прво во Битола. Во Битола не ме примеа во мајчин дом. Причината не ја знам. Као таква не сум сакала да се враќам назад. Не упатена во многу работи, дека постои во Скопје мајчин дом што може да ме примат као трудница. Сум отишла во Белград со количка, со автобус, молејќи се на луѓето да ми помогнат во автобусот смештајот. Сум отишла во Белград во болница. Таму социјален работник ме упати да се вратам назад за Скопје, дека тука ќе ме примат, дека јас таму не припаѓам на таа територија, туку тука. Сите тие маки што сум ги поминала приликом патувања, земајќи ги обзир и тие одбивања, не ме примат, не ме прифаќат, не ми беше тешко. Зашто сум била пресреќна и се од себе сум сакала да дадам, само да бидам мајка. Марија, дојди синче, дојди кај мамичка, дојди брзо, дојди. Ела, брзо. Ела. Многу сум нервозна кога треба да очекувам нечија помош за да ми го избања детето. Многу сум се нервирала, дури сум и плачала. Зошто не можам да си го избањам сама? А тоа само беше тогај кога беше бебенце. И едно што ме беше страв, да не го испуштам од раце, да нешто не направам со него. И стално мораше да очекувам нечија помош од персоналот, од сестрите, па некој пати од мајките. Мене тоа ми беше најтешко.
briši se. Ne mi begeša. Tuka, brzo. Ljudi? Ljudi, rekao sam maka, ne mi begeša, vidi ga? Така, ще вам шампонче да ставим малко. Такава шампонче. Така. Що е това, синце? Що маличко това? Дигни го главчето, маличка, дигни главчето. Така. Така, малко. Що, кажи мама. Кажи мама. Дай мама. Дай мама. Čodime. Дай го главчето. Така. Дай рачето сега. Дай на мама рачето. Ръце. Дай. Мариан. Не е това, не. Леле. Айде чисти си Натали, чисти. Така. Айде мирачиня. Айде мамица мирачиня. Така, злата. Айде носе бриши. Ай бриши го носето. Бриши го носе. Милце. Мариане. Слушай. Чодиме. Кажи дзе. Мариан. Кај чоди, Мариан? Леле. Кај чоди, мачето? Папа. Кога съм била девојка уште 18-19 години, сум имала во себе една голема љубов. Али не сум имала на кому да ја дадам. Зашто јас самата сум била без родители, од малечка. Секогаш ми било тешко тоа, зашто немам барем еден родител како другите деца или девојки. А сега сум толку среќна што се имам своето детенце, што знам дека ќе живеам со некого што ќе ми помага, као што сум инвалид, и то доста тежок инвалид. Знам дека нема да се устручавам од никого, ни една чаша вода да ми даде. А моето синче верува, кој ќе порасне, дека ќе ми помага многу. Дури по скалите ќе ме носи. Јас морам да се погрижам, да си го детенцето васпитам спрема моите можности, колку можам јас на него да му помогнам, а колку оно на мене ќе ми помага. Он ми е голем кој ќе расте, разбира многу работи што ќе му речам. Дури кој ќе му падне нешто од рачето, ќе слезе доле самото од количката моја и ќе ми подаде тој предмет и ќе вика на, иако уште не знае да зборува, но мене ме радува, уште сега ме радува тоа дека се тешам со тоа и мислам дека стварно ќе ми помага многу он. И знам можда и на него ќе му е тешко понатака, кој ќе виде мајка во количка. Можда и дете ќе ме праша, мамо, зашто ти не можеш да одиш како другите мајки? Јас стварно не знам дали ќе имам таа храброст да му објаснам. Не знам дали ќе имам таа моќ да му објаснам многу и други работи, не само тоа. Јас денеска 31 година имам, морам да мислам и на тоа, дека не се живее сам. И затоа пак се враќам на тоа да го кажувам, дека детенцето за мене причинјава голема радост, среќа, иднина, све за мене е он. Колку што сум среќна јас, као мајка дека сум. Уште сум пресреќна, оти детенцето моје е нормално родено.
без никакви аномалии, зашто и тука сум страхувала малце, какво детето ќе ми се роди, дали ќе има некој недостаток, зашто јас знам, осеќав колку е тоа тешко да бидеш врзан за една количка. Кога треба некаде да молиш, дај ми го това, дај ми го оноа, некој пат треба да избегнеш од некои работи, можда ти се и походни, али мора да избегаш, за да не бидеш досадна, да не бараш многу, да не захтеваш. Но сите тие работи, ја и моето синче ќе си ги поделиме заеднички како што можеме така. Добар ден. Добар ден, повелете. Имате некој комплет гардероба за бебенце од година дена? Има. За машка? И јас ќе ви понудам работи, а вие погледате. Добро. Да почнеме од веш. Може, долни одвеш, може. Тоа ви се убави памучни бенкици, овие бенкица од фротир. Меѓутоа, ова ви е за сега ова време попогодна бенкица, бидејќи е чист памук. Дали имате плава боја? Има, јас Имате? ова ви го покажав само да видите. Добро. Моделот. Инаку има сите бои. Тоа е доста добра постелина. Повелете, погледајте. А што има во комплетот? Па имате долно чаршавче, јорганско чаршавче и навлака за јаскот. Колку сега- пари е тоа? Тоа е 145. Ако сакате да ми го спакувате. Проблем. Ќе ни се изгради една барака или што ќе е, углавном ќе имаме свој покрив на глава и јас и моето детенце. Зашто до сега сум живеела по болници, ми беше тешко, никој пат не сум имала на кому да се обрадувам, кај да седнам, сега сум се устручувала. Белите мантили сум вечето живеела. Зошто не дојде кога ми вети, момче, каже ми, чекај ти тебе, изгуби време, а ти не ми дојде. Зошто не дојде ти, љубен мој, кажи ми, зошто во срце љубено рана ми отвори. Зошто не дојде ти, љубен мој, кажи ми, зошто во срце љубено рано ми отвори. Среќна сум и многу благодарна на персоналот од Мајчин дом Скопје и на собранието на општината Ресен што ми ветеа дека ќе добијам стан.